Добар ден, наставнички. Добар ден. Дали би сакале да ни се представите, Да. бидејќи сте прв пат во нашата филмичилница? Здраво, јас сум учителката Марија, доаѓам од градинката Бубамара, од општина Аеродром. Сакам да ги поздравам сите дечиња и да им кажам дека многу ни недостасуваат. Голем поздрав и до нашата директорка Елена Устиматова. Па може да почнеме. Оваа недела ќе зборуваме за сетилата. Поточно, сите ние имаме 5 сетила, кои што ни овозможуваат да го чувствуваме и разпознаваме светот околу нас. Тоа е сетилото за допир, нашата дланка, со кое што може да допираме. Потоа окото, со кое што гледаме и може да видиме се околу нас. Нашите уши, со кои што слушаме и може да слушнеме разни звуци. Нашиот нос, со кој што мирисаме и може да ги мирисаме сите разни мириси во светот. Нашата уста, со која што може да вкусиме разна храна и сето друго. Нешто повеќе за сетилото за допир ќе ни каже нашата учителка Дани. Повели, Дани. Здраво, дечиња. Здраво до сите што не гледате и не следите. Денеска, како што ви напомена учителка Марија, ќе зборуваме за сетилото за допир. Тоа е кожата. Таа е најголемиот човечки орган, сетилен орган, и преку кожата чувствуваме се. Се што доаѓа од надворешната средина или сето она кое што не обкружува, доколку го допреме. Преку сетилото за допир можеме да почувствуваме топло, студено, можеме да почувствуваме нешто кога е остро или тапо, можеме да почувствуваме мазно, рапаво. Значи сите тие промени се чувствуваат преку нашата кожа, бидејќи таа е многу чувствителна на сето она кое што го имаме околу нас. Така, например, многу често се случува да газиме боси. Кога газиме боси, без да видиме понекогаш, може да почувствуваме која е подлогата на која што газиме. Значи, стапалата, односно кожата, ни даваат информации до нашето мозоче и на тој начин ние чувствуваме се тоа што газиме. Или летно време. Многу често кога сме на плажа, можеме да почувствуваме како ситните зрнца од песокот навлегуваат во нашите прстиња и тогаш чувствуваме или пријатност или непријатност. Исто така можеме жешко, така е, па не можеме да издржиме. Ете, тоа е тоа што кожата ни го возможува да го почувствуваме. Не знам дали сте забележале, но на врвот од прстите вие имате ракавици, ама еве за другиве дечиња што се дома, нашата кожа има линии. Тие линии се нарекуваат отисоци и се различни. Кај секој човек се различни и најчесто ние повозрасните кога вадиме некои лични документи, тогаш ставаме некакви отисоци за да можат чичковците да не препознаат. Значи колку луѓе има на светот, толку различни отисоци имаме сите ние. И сега што е многу важно, можеби вака не можеме да ги видиме, но еве ќе пробам јас, можете да пробате и вие. Значи кога ќе направиме отисок и кога истиот ќе го ставиме на хартија, ќе забележиме, всушност ќе се видат сите тие линии кои што ги има нашето тело. Дали е различно? Различно е, да, но може исто така многу подобро да се види доколку имаме некаква лупа, па то многу побаво ќе го забележиме и ќе ја видиме таа разлика која што постои. Супер. Исто така, делот од нашата кожа има одредени делови кои што се многу скокотливи. Дали може да се сетите и кога сте биле ете така. Тоа се делови кои што се многу скокотливи, или овде покрај ушите. Исто така тоа се многу чувствителни и скокотливи делови. Зошто тоа така, например, зашто баш на вратата? Баш тие делови. Веројатно затоа што тука имаме нерви кои што се многу посензитивни и затоа тоа го чувствуваме. Еве јас ви донесов пердувче. Со ова пердувче, кога ќе се поминеме на било кој дел од телото, ќе забележиме дека го чувствуваме.
ни дава информација мозочето дека нешто не допира. Да. Но кога ќе дојде моментот некој од нашите другари да не помине покрај пазувите или покрај ушите или најчесто покрај устната, тогаш веднаш чувствуваме некаква скокотливост. Значи, кожата е многу чувствителна, па дури реагира и на скокотливост на вакви нежни предмети. Исто така, нашата кожа многу е осетлива и реагира и на надворешните влијанија. Еве, например, кога дува ветер или кога е постудено, ние не сме добро облечени, сега вака ако излезете надвор, ќе почувствувате дека на врвот од вашата кожа има влакненца и тие ќе почнат вака да се криваат нагоре. Да. Тоа значи, стално велиме, леле сме се накострешиле, значи ние студено ни дава информација кожата дека надвор е студено и дека ние треба да се облечеме. Исто и летно време. Значи, кога е многу жешко, што се случува? Се потиме, нели? Да. Се потиме, па се разладуваме. Придолго на сонце. Да. Значи, начинот на кој што реагира кожата е тој, за да ние можеме да се заштитиме, треба да ја слушаме. Значи, таа е најчувствителна. И се не знам дали сте пробале или дали некогаш сте забележале дека можете, исто како со стапалата кога разговаравме, дека можете да допрете некои предмети, но без да ги видите, а при тоа да можете да ги опишете или пак да почувствувате какви се. Добро, да. Сте пробале? Сме пробале. Може да пробаме повторно. Да, играме игрите. Може да пробаме. Учителка Марија ви донесе една волшебна турбичка, па со нејзе ќе продолжите со една интересна игра и ќе видите како тоа изгледа. Ќе погодуваме заедно, може? Може. Така, ние у градинка најчесто ја играме оваа игра. Во турбичката има разни предмети кои што вие ќе ги допрете, треба да ги погодите и да ги опишете. Дали се тапи, мазни, повелете. Сега треба мижам. Па не мора да мижите, ама не мора ни да гледате внатре, така да погледот на страна. Јас допрев еден Какво е нешто. површината со вашите прстички? Површината е рапава, односно не е рамна, има издигнатини. То има од страната има мазни површини. Значи тоа е. Тоа е коцка. Лего коцка. Да видиме. Браво! Да, Точно. Коцката. Малку потешко со рукавиците, ама Ајде да видиме. Ајде да видиме дали е исто чувството со ракавици и без нив. Јас овде напипувам некои мали раце, напипувам нозе, напипувам некоја глава и површината на главата е мазна, додека рацете па не е сосема мазна, тоест ова е некоја човече. Да видиме? Да. мајмун. Мајмун. Ого, може и јас да пробам? Повели. Ајде да видам јас што ќе напипам. Ќе одберам нешто. Многу предмети учителка Марија се ставила. Вака сега. Овде имаме еден предмет, не е многу рапав. Има 4 исти долги, веројатно, нозе. Има некаква опашка, сигурно Ова е ќе треба да е животно. Да. Аха, има и нешто подолго во предниот дел кај главата. А коњ? Мислам дека е... Или жирафа? Не, Зебра? мислам дека е слон. Слон. Да, слон е. Слон. Драги дечиња, оваа игра може да ја играте и дома со вашите родители. Одлично. Но меѓутоа ние имаме една домашна задача да ви дадеме. Сите да си ја нацртаме раката дома со мама и со тато и покрај низе да залепиме нешто што може да го допреме со нашата дланка. Супер, еве Или пак камерата. со стапалата. Или пак со стапалата, Да, површините кои што ќе бидат различни, мама и тато нека ги направат, нека ги постават без да ги забележите, заврзете ги очите и почнете да газите по нив. Ќе почувствувате дали ви е пријатно или непријатно на таа површина. Да. Супер. Супер. Одлично. И сега Имаме за и- крај може да слушнеме една песничка која што ние најчесто ја пееме во градинката за нашите прсти. Ајде. Ајде. Имаат имиња, така се вика песничката, и се зборува за прстињата кои што имаат имиња и едно многу убаво и прекрасно детенце ни кажува, значи, за имињата на прстињата.
Одлично. Ајде, еве сега ќе најдеме песната. Еве, И може Може сите да- заедно да ја пеем. може. Може. Аха, ова е супер звезда. Да. Супер. Еве сега ќе пробаме. Prsinja gore, broji me gore, prvo to prste se vika palče, skoro to ukazalče. Krenete račenja, prsinja gore, broji me gore, prvo to prste visok ime, četvrto to nema ime. Našite prsinja ima, Да му смислиме. Има malo to prste. Našite prsinja imат imenja, a najmalo to go vikame krste. Našite prsinja imат imenja, ima malo to prste. Našite prsinja imat imenja, a najmalo to go vikame krste. Супер, супер. Јас мислам дека ја чухме песната. Ќе ја научиме за следен час. Да, Наставнички, Да, дефинитивно. играта со прстињата. Дефинитивно, значи ги повторивме. Ова се вика палче, ова показалче, ова се вика висок диме. Да. Ова нема Не- име. нема ќе му име. Треба да го дадеме име. измислиме. За домашна Да, да, задача да. на ова прста му Ајде да измислиме Име, да. да. И И малото малото се вика крсте. така, супер. Супер. Значи денеска уште еднаш на кратко да повториме дека основното сетило, односно најголемиот сетилен орган кој што го изучувавме денеска е кожата. Е нашата кожа, Да. да. И уште нешто да ви кажам. Една многу интересна работа. Дали знаете колку е долга нашата кожа доколку вака целата ја распостелиме? Уф, па многу На еден долго. просечен човек. Не. Долга 2 е метри колку квадратни. долга е колку едно фудбалско игралиште. Нашата Можете да кожа замислите. колку е голема. Да, Вистина? да. Вау. Значи сето ова овде што е споено и набрано, кога тоа ќе се распостели, тоа изгледа толку. Вау, Многу многу добра интересен кожа. податок е ова. Да. Одлично, Благодарам ви многу. благодариме многу на часот. Исто и на вас, се гледаме утре. Се Се гледаме. Дечки, ни одиме со джингл и следува следен час.